пат организаторите сакаа да ја променат приказната и травијата да има среќен крај, што Виолета и Алфредо на крај завршуваат со свадба и се земаат. Настапуваме на една локација, потоа се движиме на друга локација, настапуваме од прозор, настапуваме долу помеѓу зградите, настапуваме на паркингот и така натаму. Сето тоа беше голем предизвик. Публиката беше на чекор од нас, ние имавме контакт со нив, поминувавме покрај нив и искрено за да ја поминеме два пати цела оваа представа, мислам дека само тие ни дадоа енергија И живот. Така, идејата и замислата на организаторот е одлична и мислам дека прави огромна услуга на сите комшии што се дел од овој настан. Ги запознава, им прави да учествуваат и тие во настанот и некако сите функционираат многу сплотено и се добива една многу убава позитивна енергија од сите нив. Апсолутно еден несекојдневен концепт каде што организаторот се потруди да ја извади класичната музика од онај класичен начин на постановка во театарот како што сме навикнати да ја гледаме травијата, нешто што навистина беше и голем предизвик и несекојдневно и неслушнато и ненаправено кај нас во Македонија досега. Ризик е кога организаторот пристапува на таков начин и сака да направи нешто неконвенционално, но на крајот на криштата со една прекрасна публика, Железара беа стварно една прекрасна топла публика која што толку добро не примија, уживавме и ние на сцена и верувам по нивната реакција и аплаузите и овациите и тие од другата страна. И на крај продолживме со свадбата, односно испеавме дуетот "Љуби и главата горе" и продолживме со лимузината на еден од соседите кој воедно и не возеше натака, каде што ние завршивме со нашиот дел, а Сузана Спасовска продолжи со забавниот дел, имаше и техно играорци кои играа на техно оро. Така да беше многу интересно и многу поразлично од тоа што ние некогаш сме го правеле.